Тие двајцата пациенти што беа префрлени од одделот горе на одделот на интензивно лекување, значи 15 годишното момче и 40 годишниот пациент. Синоќа заради влошување на состојбата и губење на крв, анемизирање, беше индициран оперативен третман, односно беа внесени во оперативниот протокол. Оперирано е прво момчето, значи тоа е после полноќ, таму е најдена лезија, повреда на црниот дроб, повреда на мезентериумот од цревото. Сето тоа е санирано, значи со некакво крварење во абдоминалната шуплина. Другиот пациентот на возраст од 40 години, исто така и кај него е направена експлоративна лабораторија, значи отворена е абдоминалната шуплина, најдено е повреда на мезентериумот, значи тоа е дел од тенкото црево, направена е мала ресекција на дел од тенкото црево. Во моментот тие се на сопствено дишење, значи се екстубирани, се во сосема добра состојба, стабилни, се наоѓаат во одделот за реанимација и нивната состојба се следи секој момент. Имате двајца на респиратор сега? Сега тие се, како што рече министрот, двајца се на респиратор, тие се уште од првиот момент, кога се случи несреќата, тие се со политравматизирани се, меѓутоа доминантна е неуротраумата, значи повреда на мозок и лицеви коски. Нормално е има пропратни повреди, тие контузија на бели дробови има кај едниот и некои изолирани. Значи политравматизирани се пациентите. Едниот е доста лоша состојба. Значи времето ќе покаже како. Меѓутоа не е за некоја сега за интервенција. Професор, дали има доволна количина на крв, ако што луѓето се мобилизираат на спокојното Па да, што се однесува, гледам дека се организираат на акции за дарување на крв, како во болницата, така и по другите болници. Во моментот немаме недостаток на било која крвна група или било кој крвен дериват. Значи капацитетот е пополнет, има добра комуникација на нашиот оддел со Институтот за трансфузиологија, така да мислам за тој проблем воопште не постои. Значи имаме се што е потребно.